Нешто си ми тесен во раменициве. Мерката ни ти е точна, бабо. Каде? Да не си ми мртна од масата. Нема каде. Јади, па ќе те пуштам да играш. Дедо, сакам лепи сирење и да јадам надвор како сите другари. Зошто не ме разбирате? Остави го, цел ден јаде. Мамо, од твоите јадења стана тено како глиста. Ајде, јади што ќе ти дадам. Не е се во храната. На чија страна си ти? Се разбира на твоја страна. Ај се води. Се ова за мене? За тебе, сине. Ајде, јади. Така. Јади. Готово го запишав. Кого? Кого го запишав? А? Ако ме пуштиш да влезам, ќе ти кажам. Де, ќе те пуштам да, понекаде. Што правиш овде? Стажарам. Го чувам син ти да не избега. Готово. Што? Го запишав Николче да летува на езеро. Како? Плаќање во 3 рати од септември. Доди сам, без мене? Сами пуштаат и првачиња да летуваат. Тато види каде е? Тука е негде, ќе го најде. Каде е тој? Ја виде, че нијата и шмугна. Ништо не касна. Николче! 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 Никаде го нема. Мамо! Николче! Каде? Сега, ни Загар не може да го врати нас. Загор, тато, Загор. Загар е куќето на ловџијата Трпче. Николче! Николче! Врати се! Врати се! Дедо ќе ти купи стрип со Трпче. Николче! Николче! Што се дереш? Што се дереш? Не мораше 5 ќофтиња да ги зеде. Николче! Чекајте, цело мало ќе го собереме. Ќе се јави тој на баба. Вие само го родивте, а јас го изгледав. Мамо! Добро, добро. Николче! Николче! Значи, летна. Летна фризура. Колку што можеш повисоко. Ниско. По еден прст на душите одзади рамне. Значи, Тарзан фризура. Море пушти ја машината, нека пасе. Ниско. Јас одговарам за својата глава. Добро, ајде вие договорете се, а јас ќе си ја прочитам спортската рубрика. Високо мајсторе. Остави му едно перче коса на темето, како кај индијанците. Дедо, не туку се врткам. Ќе ја лапнеш четката. Ниско или ќе избегам? Добро, значи средно. Средно, ама малку пониско. Добро. Средно, пониско, остави му 3 влакна. Овие се добри, да? Сакам зелени со джепче. Нема таков модел. Одбравте ли нешто? Да, ќе си ги носам ланските гакички. Простете, детска работа. Ги разбирам децата. Не разбирам кога некој возрасен ќе подетини.
Николче! Николче! Разбуди се! Време е! Рано е, дедо. Вчера ми дадовте. Вчера за вчера. Само на баба ти ни збор. Можам и сам, мама. Ова ти е за жетони да се јавуваш на татони збор. Држи и ништо не прашувај. Досниш, баба. Гледај право и слушај ме добро. Ова е разговор меѓу двајца мажи. Нешто ти стави во джебот, ама некому? Кажи дека никој не се сети пред мене за ова, а? Пак си последен, тата. И? Докаде стигнавме? Сега е невозбудливо. Во грачето доаѓа нов шериф, познат револверист. Ти спрашувам за летувалското однесување. 7 лекција. Значи, првиот ден се капеш 5 минути, вториот 15 минути. Се сети, сакам револвер што прска со вода. Па извести го дедо ти. Тој е одговорен за глупости. Ајде. Торбата ти е во вториот багажник лево. Не лево, десно, само го збунуваш детето. Кога ќе речем лево, тоа значи лево, тоа значи десно од шоферот, а лево од вратата. Во правецот на движењето тоа е десно. Да не стави торбата оздола. Оздола, мама. Ама ја заградиле со патни торби. Не може да падне. Ке се здробат на баба бисквитите што тајно ти ги стави в торба, а? А твојата тегла джем ќе пукне. Мислиш не те видов кога е муж на оздола? Ајде, ајде, да влеземе именце. Јас ја испратам. А ќе остана малку и налози, момата. Се поздравили со сите? По 3 пати. А ги запаметили сите совети? Ќе заборавив. Од мене нема лесно да се откажеш, да знаеш. Слободно? Седнувај. Седнувај, внучко. На половина пат ти смените местата. Така секој да види по нешто од убавините. А ти, немој нагло да се изложуваш на сончевите зраци. Ќе добиеш опекотини. Со другарчијата да не се караш, а уште помалку да се тепаш. Дедо, тргнува автобусот. Дедо, тргнахме. Ке тоте по бабичката. Дедо, ке треба да те враќаме. Не грижете се, дечија. Ноќе да внимаваш,
да не се откриваш. Да ти дадат 2 ќебиња задолжително. Добро, за тоа јас ќе му пишам писмо на управителот, за да го подсетам. Што сега да кажем? Да, лектирите ти се во торбата. Сите да ги прочиташ, разбираш? Да не заборавиш таму азбуката. Другар возач, барам моментално да сопреш. Каде ме занесе, бре? Па јас не одам на летување. Седнете, дедо, ке запреме кај езерцето матка. Кај матка. Добро. Горе главата, внучко. Гледаш ли колку станаме популарни? Сите деца веднаш те запознаат. Еве, деца, ако некој не знае, јас сум Олгица, вашата воспитувачка. Така, оле! Левата или десната? Значи десната. Махни го, внучето! Довидување. Довидување и среќен пат. Довидување. Седни тука, подобро се гледа. Јас сум Бранко. Николче од браќа Ривар. Јане Сандански 600. Земи. Благодарам. Разбуди ме кога ќе стигнеме крај Радик. Толку ги сакаш реките? Соберам камчиња во боја. Еве едно зелено, кокце. Најбавите се во плитката. Улови ли нешто, Чичко?
Овие? Ти изгледа до сега не си јадел пастрмки, а? Треба да ги пуштиш, Чичко, барем најмалечките. Тоа ќе видиме. Ако фатам, поголем. Нели? Ајде. Ајде, здраво, летувалци. Здраво. Ајде! Бранко, стигнавме. Чудо големо, 100 пати сум летувал во Охрид. Почекайте малку. Ајде, покуперице, ајде. Деца, управителот на летувалиштево ќе ве поздрави со неколку збора. Летувалци, здраво. Здраво! Сите ние овде сме едно големо семејство. Се разбира како и дома и тука мора да се почитува куќниот ред. Оние кои се добри ќе поминат добро, а оние другите Тие да се вратат дома. заедно со оној што викна. По 6 деца во една соба. Одберете кој со кого сака. Јас сум горе. Да го земеме, а? Види го гревотичка како да се загуби. Како се викаш, малечок?
Цобе. Чии цобе, на мајката или на татката? И на двајцата. Здраво. Здраво. Ме примате мене? Примаме. И јас ве примам вас. Со овие двајца вашата група е спремна. Што сте зинали? Јас сум тој е јас. Остави ги бебињата, не виделе браќа. Јас сум Бане. А јас сум Цане. Појдете по мене. Назад сите! Ти овде, јас горе, малиот под мене, ти горе и ти долу. Ајде. Ова станало попара. Со тие раце ќе ги намамиш сите оси. Па каде да се измијам? Брат, до првото капење остани ваков.